Кратки најави за денешниот дневник. Туристичките работници очекуваат плодна туристичка сезона. Двилјади граѓани на Охрид живеат на работна екзистенција. Потрошувачката кошничка за април повисока за 836 денари во однос на март. Граѓаните и фирмите да бидат внимателни и да не отвараат сомнителни пораки, апелираат од МВР. Погребот на папата Франциск ќе се одржи во сабота 26 април. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските и предпладневните часови имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи. Максималната дневна температура изнесуваше 20 степени Целзиусови. Во среда во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи. На Пиринејскиот полуостров и во источна Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во крајните северни и јужни предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 25 степени. Во Македонија во среда во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер, а во попладневните часови ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 26 степени. Во Охрид во среда во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во четврток и петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 18, односно до 16 степени. Во сабота во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за поројни врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите.
Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Земајќи ги великденските празници за репер, туристичките работници прогнозираат плодна летна сезона во Охрид. Во однос на цените, туристичките работници велат: Охрид не е поскап од ниту една дестинација во регионот. Напротив, цените на хотелско-гостителските услуги се поевтини споредено со регионот. Ако великденските празници се земат како репер, прогнозите се дека не очекува плодна летна туристичка сезона. Охрид изминативе празнични денови беше препон со туристи. Градот со големиот број црковни светилишта е етаблирана дестинација за верски и духовен туризам. Понудата од година во година се збогатува и проширува. Покрај културата, христијанството, значи културното историски споменици и културното историско минато на Охрид, Охрид е познат и по природното културно наследство. Тука е езерото, планините, местата каде што можат луѓето да прошетаат, да се релаксираат за овие празници. Мора тука да споменеме и добрата гастрономија, значи добрите вина, све повеќе луѓето кои доаѓаат се препуштаат на гастрономијата, на добрата кујна во Македонија и во Охрид, така да и добрите вина секако. И мислам дека кога све тоа ќе се вклопи све заедно, имате на добра приказка. Сега секако дека можам да кажам дека сме далеко од други вакви културни центри и туристички, меѓутоа се работи на подобрување, се осеќаат секоја година подобрите услови за работа, така да мислам дека полека ќе ги прескокниме сите тие конкуренции кои се на Охрид. На Охридско-Струшкото крајбрежје недостигаат хотели. Нема ниту еден хотел на светски познатите ланци. Туристичките работници велат потребни се инвестиции во современи луксузни хотелски ресорти. Имат ограничен број на капацитети, да имаме ограничен број на легла. Јас би апелирал да државата малце го ослободи Охрид од стегите на УНЕСКО и да дозволит на слободните места да се изградат хотели, како би можеле да го одржуваме туризмот. Во однос на цените, туристичките работници велат Охрид не е поскап од ниту една дестинација во регионот. Напротив, цените на хотелско-гостителските услуги се поевтини. И сами знаете, потрошувачката кошничка е прескапа, струјата е прескапа, сега тука ги оправдувам и колегите од хотелите и угостителите. Меѓутоа, за сите да ја одржиме ова дестинација и да ги задржиме партнерите кои традиционално доаѓа во Охрид, треба сите да направиме по некоја отстапка. Државата помаѓа, дава субвенции, воведува летови, меѓутоа и ние самите од себе треба да дадеме нешто. Сите да се откажеме од некој процент, за да можеме да ги задржиме гостите. Меѓутоа, ние сме тука, во градот, излегуваме секој ден. Јас не верувам дека цените во Охрид се поскапи од Скопје да прошеташ или од Битола. Поголем наплив на туристи во Охрид повторно се очекува за првомајските празници.
Расте бројот на семејства во Охридскиот регион кои се борат за гола екзистенција, а не е мал бројот на наши сограѓани кои не можат да обезберат оброк во текот на денот. Социјално ранливите семејства секојдневно бараат помош во Црвениот крст, чија мисија е да им даде поддршка и да го намали страдањето. Охриѓани и фирмите се хумани, се вклучуваат и донираат, велат од Црвениот крст. Околу 600 семејства или околу 2000 луѓе живеат во сиромаштија во Охридскиот регион. Инфлацијата и поскапувањата најмногу ги погодуваат социјално загрозените категории граѓани. Голем број семејства во Охридско се соочуваат со потешкоти да се прехранат. Притисокот врз Црвениот крст е огромен, вели председателот Сашо Точков. Општинската организација дава поддршка за облажување на тешката положба на овие наши сограѓани, обезбедувајќи им помош во добра и услуги преку целата година. Згрижуваме на некој начин со најразлични потрепштини, од прехранбени производи, средства за хигиена, облека, до купување на лекови, плаќање на најразлични здравствени интервенции, карти, секако дека тука автобуски карти, секако дека тука се вклучени голем број институции кои што помагаат, кои што излегуваат во пресет, пример Галеб, компанијата и така натака, ги има голем број и благодарам во името на Црвен крст да изразам благодарност до нив, но секако дека бројот и притисокот од социјално загрозените семејства е голем. Најповеќе семејства, секако дека имаме самохрани родители, не само мајки и татковци, значи имаме самохрани родители, но најповеќе се семејства с повеќе детни. Со цел подигнување на свеста на населението за потребната помош и поддршка на ранливото население, Црвениот крст организира хуманитарни соберни акции. Последната беше по повод одбележување на неделата на солидарност од 14 до 20 април под мотото Вашиот прилог значајна помош. Граѓаните и фирмите се хумани и општествено одговорни и според своите можности се вклучуваат и донираат, вели Точков, но додава дека Црвениот крст прави напори на социјално загрозени лица каде има можност да им се помогне да не зависат од хуманитарна помош. Ние апелираме и до нив да понудат некоја вештина што ја знаат од тие социјално загрозени, ако се работоспособни, да ги ангажираме во најразлични, контактираме со бројни компании, приватни компании кои што можат да ангажираат такви лица. Граѓаните, фирмите и институциите може да се вклучат во собирање помош за најранливите според можностите во текот на целата година, со донирање на прехранбени производи, средства за хигиена, облека, обувки кои може да ги доставуваат во просториите на Црвениот крст на улица Димитар Влахов секој работен ден. Од донираните средства и собраните намирници, волонтерите на Црвениот крст подготвуваат хуманитарни пакети кои ги дистрибуираат до корисниците на кои помошта им е најпотребна. Потрошувачката кошничка за април повисока за 836 денари во однос на март, објави Сојузот на синдикати на Македонија. Сојузот на синдикати на Македонија ги објави минималните потрошувачки кошнички за месеците март и за април. Вредноста на синдикалната кошница за месец март изнесува 61.855 денари, испоредена со вредноста на кошничката за месец февруари, која изнесува 63.773 денари, е намалена за 1.918 денари. Вредноста пак на синдикалната кошница за месец април изнесува 62.691 денар, испоредена со вредноста на синдикалната кошничка за месец март, е зголемена за 836 денари. Евидентно од вредноста на синдикалната минимална кошница е дека мерките се потребни и истите задолжително мора да траат подолг временски период, но поради нефер трговските практики на делотрговците, последната мерка на владата за ограничување на маржите за најмалку 10% даде половичен ефект. Измерено преку оние 63 основни прехранбени производи кои се дел од синдикалната кошница, евидентирано е намалување во делото од храната и пијалоците само за 6,78% во месец март, но граѓаните и работниците оправдано реагираат дека тоа не е доволно, односно нема видлив ефекти дека цените се или исти или се зголемени. Денеска, за жал, 2,5 минимални плати не ја покриваат вредноста на синдикалната минимална кошничка, па реално и оправдано е барањето за зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, како и дополнително зголемување на сите останати плати за најмалку 100 евра, велат од Сојузот на синдикати на Македонија.
Граѓаните да бидат внимателни и да не отвараат сумнителни пораки. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека до неколку граѓани и правни лица од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на МВР и Европол се упатени лажни покани во врска со наводна тековна истрага. Од Министерството апелираат до граѓаните да не наседнуваат на вакви измами, а секторот за компјутерски криминал при МВР веќе превзема соодветни мерки и активности за законско санкционирање на сторителите. Граѓаните и правните субјекти да не отвараат прикачени документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи. Да не наседнуваат на измами од ваков тип и правните субјекти да превземат соодветни мерки за заштита на нивните компјутерски системи од потенцијален малициозен софтвер согласно нивните интерни процедури за сајбер безбедност, порачуваат од МВР. Основното училиште Христо Узунов и општина Охрид со пригодна програма ќе го одбележат јубилејот 120 години од херојската погибија на охридскиот војвода Христо Узунов. Свечената академија ќе се одржи утре, 23 април, во спомен куќата на Христо Узунов, со почеток во 12 часот. Во рамки на настанот ќе биде промовиран драмскиот текст Света саможртва за Македонија од Зоран Пејковски, а на предвидена е и културно-уметничка програма, каде ќе настапи градскиот хор Вокс Лихнидос. Ќе има драмска изведба на сцениот-драмскиот текст Света саможртва за Македонија и настап на солисистот Ѓоко Чеменковски. Вечерта од 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи свечената програма по повод патронатот на основното училиште Христо Узунов. Во четврток, 24 април, предвидено е полагање цвеќе пред спомен бистата на Христо Узунов во градскиот парк. А панихида ќе се одржи на местото на неговата херојска погибија во селото Цер, Кичево. Тешка сообраќајна несреќа кај Пресека, 6 лица се повредени. На 21 април во 15 часот и 30 минути на магистралниот пат Кичево-Охрид кај планинскиот превој Пресека се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Кија со скопски регистарски ознаки управувано од 53 годишно лице од Франција и Шкода со кумановски регистарски ознаки управувано од 42 годишно лице од Куманово. Во несреќата возачот на возило Кија и 19 годишната сопатничка од Франција се здобиле со тешки телесни повреди, додека возачот на возилото Шкода и сопатниците, меѓу кои и 2 малолетни лица, сите од Куманово, се здобиле со телесни повреди, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид на местото на несреќата извршила екипа од ОВР Кичево, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!